Почнуваме со првиот разговор. Лилија Чолакова Дервишова е моја гостинка. Докторке, ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Вчера беше Светскиот ден на здравието. Да. Прво благодарам за поканата, секогаш. Тоа е поводот, сакам да кажам. Да. Така да денот беше вчера прекрасен. Прво беше сончев и таа беше позитивна енергија. Второ, одбележан со многу настани, се во една цел да подигнеме свеста кај нашите пациенти за здрав живот, за превентивни прегледи, подалеку од компјутери, социјални мрежи кои што навистина сериозно направија деструкција на менталното здравје на младите генерации кои што идат, така да ние како професионалци, дел од нашата задача и нашето постоење да апелираме и да кажуваме што е во ред, каде, у кој правец треба да се движиме, физичка активност, повеќе насмевки, дружење, така, добар социјален живот. Пола прашање, прво ми го одговоривте. Сакам да прашам што значи Светскиот ден на здравието и зошто е важен за граѓаните. Знаете како? Може така да го почнеме разговорот. Прво, дефиниција за здравје, некој векува велиме дека е здрав, не значи само отсуство на болест, туку значи добра психичка, физичка, социјална состојба, една благосостојба во семејството. Така да затоа велиме сликата треба за да биде комплетна, треба да постои среќа на сите сегменти во животот, да сте задоволен, да се трудите, да имате добра околина за работа, да имате добар статус, да може да ги покриете трошковите, значи да бидете психички и физички спремен да се борите со сите проблеми кои што животот ги сервира и нормално да нема болести. Мирното спиете, се вели тоа на крајот на денот. Каква е улогата на матичниот лекар во промоцијата, во промовирањето на здравјето во таа заедница? Колку сте битни вие? Јас постојам 33 години. Значи од првите 10 сум и моите колеги, сите кои што се околу 1500, да речеме, матични доктори во Македонија, мислам дека се бесценето богатство за овој народ кој што останал тука, а и ние кои што сме решиле тука да делуваме и да си го чуваме здравјето на нашите пациенти. Довербата која што постои пациент и доктор, исто така нема мерка со која што може да се измери, заради тоа што ако вие долготрајно одлучите да се лекувате кај мене, јас ги знам сите ваши проблеми, ги знам и психичките, и социјалните, и финансиските проблеми, значи една комплетна слика имам за вашата состојба, психичка, физичка, ментална, како член на семејство. Затоа велам таа доверба е неограничена и дава резултати. Луѓето најдостапни им се матичните доктори. И тоа е нешто најдостапно кое што постои во држава. Секогаш може на месенџер, на вибер, на телефонски да ви се јават, да побараат совет и секогаш достапни, секогаш сте некој кој што може да му помогнете на тој кој што му треба помош. Така да сметам постоењето на матичните доктори, оваа улога на дали е матичен, семеен, ние сме сите исти, повторно ќе кажам. Јас сум и специјалист по семејна медицина, но сите исто работиме, исти ингеренции имаме, компетенции, сето тоа нема разлика во моментов, системот нема направено. Можам да кажам да сето тоа е еден огромен бенефит за нашиот народ, за да може вие во секое време да му помогнете на пациентот во еден систем каде што секундарното здравство е клекнато на коленици, терциерното здравство ви е недостапно, приватното здравство нема секој пари да плаќа, квалитетна услуга која што е навистина одлична во приватните болници. Се повеќе пациентите се жалат и од него. Може. Повеќе не е тоа што било пред 10 години во однос на тоа што е сега. Може, но пак ќе кажам, значи во приватно сепак статусот, негата, грижата би требала да е подобра во однос на сумите кои што се плаќа. Може би тоа, квалитетот има жалби за квалитетот што го добиваат и таму. Знаете како, јас сум родена 67 година и сум го, да речеме, како лично сум се изградила во една Југославија. Значи во едно здравство кое што прекрасно функционирало, една воена болница која што била на пиедестал качена, каде што дисциплина, хигиена, грижа, се под конец, така се било под конец. Мојот војко беше хирург, таму сепса и абдоминално деление го се грижеше за него. Така да, значи имам некои, да речам, вредности и спомени, значи јас би сакала такво здравство да имаме, ме разбирате. Знам кој квалитет сме го имале и како е сега. Сега, например, вие ако ви е лошо, немате во секое време во внатрешноста од одредена специјалност, што е катастрофа. Каде сгрешивме тогаш?
Зашто не го задржевме тој начин на функционирање на нешто што е со образованието и со Знаете други како? работи, најбитни работи во едно општество. Вака Здравство. гледано од страна, значи можам, пошто нели многу долги години сум во во здравство, во креирање на здравствени политики сум учествувала во сите тие настани, но никогаш не сум била фактор да одлучувам и да пресечам да. ова. Секогаш сум си го Како кажувала. чинител во Но како процесот. чинител кој што учествува во сите процеси, прво да речеме видат представници од некои светски организации и ви велат ке правиме реформи. Ќе ги раздружиме сега квалитетните здравствени домови, не ќе правиме матични, па ќе правиме приватни. Тука се уништи една добра клетка на ова друштво, каде што ги уништија здравствените домови, не функционираат. Вие имате сега и празни здравствени домови. Имаше преголема превработеност на административци на третиот кат, ме разбирате, а помалку доктори доле. Значи, кога ќе видите да разработувате здравствени системи, зашто треба да се троши здравствениот денар, да речеме како треба да се прибираат парите од даноци, од благи работи, од кондиторски, нели, од такси, од сообраќајки, од ме разбирате. Да, тоа што го полни Значи, буџетот. секогаш сум сакала да кажам дека да, не може да има горе повеќе администрација отколку што би требало да има здравствени работници. Тој здравствен денар е за тие работници. Јасно. Треба да се купуваат апарати. Значи, имаме ние како здружение визија што треба да се прави за здравството, но секогаш сме имале министри, дури еден министер ми рекол никогаш нема ништо да ти прифатам, нели е побарано дури и да ми ја одземат и лиценцата за работа, до толку се одело нели тие суети и такви работи. А секогаш намерите ние како представници нели од приватните било да направиме добро здравство, квалитетни матични, кои што ќе имаат добра опрема, каде што ќе се иде брза дијагноза за народот и брзо да се спасуваат човечки животи. Кои се најчестите здравствени проблеми со кои се соочуваат пациентите во нашата средина? Па малигнитетите и кардиоваскуларните болести предњачат, но тука се и психичките и менталните расстройства, кои што исто така имаме момент каде што е во пораст една депресија кај младата популација. Значи, никогаш не сме издавале ние, да речеме, толку антидепресиви кај млада популација. Тоа е нешто кое што мене лично многу ме загрижува. Едноставно сметам дека тука треба државата нели да превземе сериозни мерки, повеќе физичка активност, повеќе други активности летно време. Умот и раците на оваа младина мора да се зафатени, за да не одат во девијантни нели некои движења и некои постапки. Така да се ограничи што се дава, да се внимава на телевизиите, многу агресивности да нема. Игрите кои што ги играат сите се, не знам дали родителите имаат време од трчање за екзистенција да донесат дома, да видат децата дека играат игри како што се GTA, каде што треба да убиеш повеќе и да бидеш награден. Тоа ствара потенцијални нели психопати и се, значи како стручњак и како доктор кој што нели се трудам се да следам и да гледам, има многу сегменти каде што треба нели одговорни лица кои што за тоа се платени во држава, нели да ги промениме за да ги спасиме децата од оваа зависност тешка која што ја нема во меѓународна класификација како дијагноза. Вие ми се случило дете да ми влезе со рацете еве вака, зошто ги држиш? Па така оти цел ден сум на таблет. Тоа не е нормално. Рацете му се наместени така како Да. во положба како да Да, он игра на влегува во видеоигра. ординација како да игра на нешто, а ништо не држи во рацете. Има милион такви примери каде што ние како практичари скренуваме внимание на родителите, што помалку, што повеќе да се со децата, да не биде она роди се бебе и стај му го мобилниот телефон, најштетно е, тоа дете не може Израчењето и да се. фокусира. Овие игрите, значи ги изместија децата, немаат концентрација, примаат мозокот се учи во секунда да прима 1000 Трпението го изгубија. дразби, анксиозни се, кршат мауси ако не ја реализираат играта, така да се повеќе идат родители кои што не знаат како да се справат со такви состојби, а мора да Кој е работат. советот? Што им велите, освен да ги тргнат, се разбира, од компјутерите? Додека се родителите на работа, вие не можете 24 часа да бидете, нели, надзор. Еве и ние сме биле деца, па имало ќе си играте, ќе си цртате, па имало физичка активност или цел ден ќе играте топка и кога ќе дојдете дома вечерта, вие сте уморен. Не сте агресивен, не сте анксиозен. Сега асоцијални се овие деца.
не се дружат или седате, ви спаднете по кафичите, погледнете, Сите се на они телефоните. се заедно, они се сите комуницираат, седат едно до друго, смајли, сами се смеат, некои аутистични движења, ме разбирате, и тоа е сериозен проблем, каде што, нели, јас сметам дека треба да има повеќе часеви во природа, повеќе дискусии на класните часеви, летно време да има кампови со работни акции каде што ќе ги вратиме децата да работат општествени добра, нели, посета на старачки домови да видат иднината каде е, ме разбирате, разубавување на пошумувања, значи мора да се грижиме менталното здравје на младината да го држиме како што треба. Од короната наваму се сменија работите? Па да, короната беше тригер фактор во кој што се Таа не измести на некој начин? Да. Мислам, гледате, тоа беше еден да кажам, социјален инженери, каде што како да се истестира нели интелектот, да се види до каде може под страв да се држи население, да се спроведуваат некои фашистички, нели да речеме, правила, не смете надвор, можете до 10, оти до 10 нема корона, после 10 мора дома, ме разбирате? Значи гледајќи Како полициски час, да. Полициски часеви, па луѓе беа бркани, па затворени, па 21 ден, значи можам да зборувам за сите тие лудила. Имаше прво ги затворија школите и кажаа да, има корона, се затвара школството. Да, кафичите остана, значи корона нема ли во кафичиве, ме разбират. Имаше за Великден се затворија, за муслиманскиот празник, нели слободно се движа. И до 4 може да се движите, после 4 не смете да се движите. Мислам, сето тоа со здрав разум, значи не одеше. Јас сум од тие кои што мојата медицина и моите професори ме учеле дека 10 години треба да се тестира вакцина за да биде тестирана Сигурна, и на дека е некој начин. сигурна за луѓето. Мојата мисија беше да спасам што повеќе луѓе. Јас исто сум си вакцинирана, се што требало до сега во животов, нели, кој што здравствениот систем го налагал, но овие вакцини беа штетни. Што е недостасува на луѓето во однос на здравствена едукација? Го зборуваме и тоа, сега се очекуваат и некакви нуспојави од тоа. Има влијанија од тие вакцини? Најголем дел од пациентите Што се случува после сега? 60 Како дена, негативни... Значи, она кое што ние практичари го забележувавме и меѓу себе комунициравме, нели, нормално бидејќи примарното здравство остана да работи, кога сите ги затворија вратите, кога клиники затворија врати, кога стоматолозите ги пратија дома, кое што не е нормално, вие да не можете луѓе со карциноми да се проверат, стентови кои што имаат да направат, кардиолошки прегледи, дали стентот во ред или не. Да. Значи, точно меморијата, нели, добро ме служи се уште, така да сето тоа беше многу штетно по здравјето на нашиот народ, да направите толкав јас за да нема контроли, бројот на карциноми и малигнитети се покачи, но она кое што го забележав јас како практичар беше да еве една група пациенти кои што еден ден отидоа сите да се вакцинираат, сите лошо завршија. Значи, дали таа серија беше на вакцини не добра или не, значи едната доби карцином на дојка после 60 дена, другиот доби карцином на простата, миокардит доби, нели, една од пациентките и другата доби пареза на фацијалис. Таа последната која што, нели, еве сите тие со мезотелиоми брзо почина. Стоат сериските кодови на вакцините кои што ги имаат примена во мој термин и еве ги повикувам сите кои што сакаат да се бават со наука, да направат мечинг, сврстување на тие податоци, да видиме колку од тие луѓе имаат Жулијан Баре, не можат да се движат, значи каде што демиелинизација настана на нервниот систем, зошто, нели, таа комисија и нашите влади постапуваа исто и слепо ги слушаа светските организации. Секоја држава треба посебно да се грижи за својот народ и не смее да дозволи ништо што е непроверено и несигурно, нели, да го прими народот. Јас како стручњак така сум учена, така сум воспитувана, Хипократова заклетва сум положила и мојата мисија и моето постоење, нели, да се грижам за како ќе се лекува овој народ. И доколку се бара одговорност, ќе треба да се бара во тогашните власти, или? Да. Преку меѓународните судови. Значи веќе во светот има, значи има држави каде што, нели, сите си бараат оштета заради здравствените проблеми кои што ги претрпеле. Вие сте новинари, нели, има тука институции, има се во сите околни земји. Има во Германија, има огромен број на огромен, значи
број на луѓе кои што Pfizer го тужат, имаат добиено милионски суми за оштета заради нарушување сериозно на здравствено, заради тоа што тој графен, тој спајк протеин, знаете дека се забранија обдукциите во медицина, ние сме учеле, вие мора да направите обдукција за да диагностицирате што се. Значи, ние во тоа време некои забрани во светот обдукции да се прават, заради тоа што ќе се видеше дека тој графен оксид прави крварења, ги сече еритроцитите и се формираат тромби од по метар, кои што, нели, тие напрасни смртеви. Мислам дека сите сте виделе на телевизија како наеднаш луѓето, како имаше една фудбалска утакмица, баш се сеќавам која гледавме, кога на првата утакмица, нели, ко покосен падна фудбалерот. На некое светско првенство беше и така, и да не ги набројувам други. Се трудам да следам се трудам, прочитав во време на короната илјадници странски експерти и книги. Мојот став беше тој, и тука во една емисија, нели, го кажував и повторно си стојам. И сум среќна што сум имала, нели, правилна одлука дека нешто не е безбедно. Ако од оваа гледна точка сега размислуваме, што требаше тогаш да направиме за да бидеме посигурни дека ќе бидеме спасени? Значи, науката не смее да биде умрена во една држава. Науката треба да истражува и да биде како Колумбо. Значи, вие мора да истражувате, мора да се посветите, мора да проверите за нешто да дадете на народот. Секој треба да си одработи поштено платата која што ја зема, дали е менаџер за здравство, дали е, нели, совет, дали е институти. Тогашната комисија постапува, јас единствено можев додам на одмор тогаш како невакцинирана во Албанија, и таму видов иста шема, исто стои министерот, чита денеска волку умреа, толку умреа. Не може вие во сите земји исто да постапуваат, тогаш тоа се гледа дека е диригирано од многу повисоки структури негде во светот. И треба тие луѓе кои што се на такви врвни институции да анализираат, да гледаат и да го штитат здравјето на народот. Да, тоа било последната сламка за спас и луѓето. Да, значи таков притисок. Да го земат и тоа. Да, значи јас сум среќна што во Македонија огромен број луѓе не се вакцинира, нели? Заради тоа што, нели, имаше страшни притисоци во одредени институции, дури пациентка моја оти кивнала и избрка од автобус за напад на кај работа ја оставиле. Тоа се нехумани моменти, тоа е фашизам. Имаше и условни, ако не си вакциниран, не можеш да... Така да, значи во Германија исто многу лошо помина, заради тоа што ние имавме групи кај што комунициравме со различни делови во Канада, во Австралија исто, да речеме, моја братучетка која што на факултет беше продекан таму, вика, јас, братучет, ако не се вакцинирам, ќе ме остават да бидам без денар, сите картици ќе ми ги... Значи, таков вид на фашизам во Канада имаше и во Австралија, така да тука можам да кажам дека имаше дури јавување од една телевизија што би се случило ако наредат присилна вакцинација во примарното здравство. Кај нас, бидејќи ние не може некој да ми наредува во моја фирма, јас кажав дека ќе бидам првиот наедуциран овчар во Македонија и дека ќе затворам амбулантата, а министерот тогашен да дојде и да ги лекува моите 3000 пациенти. И тој тоа ќе го наредам и на моите колеги и дека никој со сила не смее на никого ништо да прави во државата. Изјавата не отиде во етерот. Кои се според вас најважните совети што треба секој човек да ги следи за да остане здрав? Прво, физичка активност. Значи, движењето 10 километри на ден, за да очувате микроциркулацијата, е многу битна. 10 километри? 10 километри не е некое, нели, ако земете да движите. Да пешачите? Да пешачите. Не се малку? Па не се малку, ама не се ни многу. Значи, ако земете во еден парк, да извртите, пријатно, без никаков терет, без торби. Јасно. Значи, зборуваме за очувување на микроциркулација. Не мора, ако некој не може да пешачи или временски услови, лента дома, вежби, да, велосипед, движење. Значи, зборувам за физичка активност. Пушењето е многу штетно. По животот немам ни една цигара запалено, зборувам, но многу пати кога со пријатели кои што ми се многу драги, да речеме, која еве ќе им скренам, гледам дека дури непријателски ве гледаат, ме разбирате, токава е таа зависност, нели, на пушачите, а навистина мислам државата дека треба да поведе сметка, бидејќи да ги спаси овие пасивниве пушачи кои што сакајќи да се дружат, нели, они го вдишуваат. Ако отидете навечер во некоја кафич, дискотека, тоа кога ќе се вратите дома,
Значи мислам Да, дека на пепелник се мирисат е на пепелјара, така да пушењето е штетно и треба државата да си има кампањи, треба од мали, значи знаете како, првите 5 години во животот на малите деца се најважни. Тогаш се ствара свеста, културата, грижата, емоциите, значи навиките, дека постар човек кој ќе видите дека треба да станете, да му ослободите место. Тоа се излегува од домот. И од домот и од градинките и сете. Значи Јасно. ние сите не учеле во тие, јас сум одела забаваче 2 години, да речеме. И сакам да кажам дека сме имале прекрасно, нели, едукативни моменти, садење цвеќиња, да ја сакате природата, па не носеле часеви во природа. Така да, значи може да влие и наставниот дел, нели, да направиме убави моменти што не коштаат ништо, а би влијале на промена на свест и на развој на подобра личност. Со какви предизвици се соочувате во текот на денот? Па многу. Значи, бидејќи сме матични, работиме се, повторно ќе кажам во недостаток на доволен број на специјалисти. Значи имате пациенти кои што нели лесно ќе поминете, ќе диагностицирате, може да ви се случи да ви дојде состојба на инфаркт, може да имате мозочен, може да имате каснување од куќе, може да имате дете кое што сака самоубиствени идеи има, нели и вели дека нема цел на животот. Идат психички болни кои што најтешко да речеме со нив можеме да не можете да се разберете со некој кој што нели он упорно ви вели дека треба негде да оди, а вие знаете дека нема потреба. Така да имаме, нели, можам да кажем, ако вие си ја сакате работата, сето тоа го поднесувате, ќе најдете решение за се. Најбитно е да си ја сакате работата. Превенцијата да ја спомнеме. Колку државата вложува во превенцијата, кампањи, мерки, како да се подигне свеста. Вчера излезе Државниот завод за ревизија со, па би рекол, алармантни податоци во однос на скринингот за откривање на рак на дојка. Само 5% од жените тоа го прават на времено. Како да се подигне таа свест, доктор? Мора да има задолжителни. Значи, каде што државата ќе каже, една од моите идеи кои што ќе ги презентирам, нели, визии за подобро здравство на следниот сега симпозиум кој што го организираме како здружение, да бидеме дигитализирани и ние, нели, со сите нови технологии кои што се случуваат, да вештачката интелигенција има таа можност, ако јас на моите пациенти му дадам на тој вештачка интелигенција, женско или машко кој ќе биде, да им праќа пораки. Ме разбирате? Да искористиме таа интелигенција на секој, пошто телефоните постојат, сме ги внеле во мој термин. Како подсетник, вие сте задолжително треба да направите ПАП, вие над 45 години сте машка особа, треба да направите ПСА, тумор маркер, ме разбирате? Значи, можат да се користат. Имаме ние многу идеи како здружение, како би можело ние да се грижиме во превентивните сврхи и да се користат тие во интерес на народот. Значи, некогаш на луѓето им треба и подсетник, некогаш им треба и боловање да им даете за да отидат на тој термин и да ги обават тие прегледи или испитувања. Државата треба да има повеќе, нели, апели и кампањи, но мислам дека во моментов не е кадарот правилно прераспределен во Македонија. Стручниот кадар. Вие имате една концентрација на специјалисти по 80, 70 и нешто пулмолози, не знам колку кардиолози, а додека натрешноста на Македонија е десеткувана. Значи, тука треба цврста рака, 100 пати сум го кажала тоа, но некако изгледа не може ни еден министер тоа да го направи, но секој во интерес за народот, за државата, за платата, значи мора некој да се грижи да има гинеколог и во Македонски Брод да има гинеколог. Да, секаде кај што треба. Да, во близина, ние не викаме сега во секое село да има, но мора да има пулмолози, хирурзи, да се прераспредели тој правилно тој кадар, за да може, нели, на крајшта сите луѓе плаќаат здравствено осигурување и да, тоа треба. Таа услуга да си ја имаат на време. И треба да е еднакво достапно за сите граѓани на Македонија. Колку психолошкиот момент, сакам да ве прашам, ги прави овие превентивни работи да бидат се помалку од типот не одам таму да не ми откријат нешто? Да, има и такви страв, нели, да се види диагноза. Постои страв, не одам на лекар да не отидам за едно ќе ми откријат уште 5 работи. Да, но ние некако луѓето вака. Ние со фондот имавме договор уште од 2012 година, ставивме и ги договараме превентивните активности во самите договори кои што ги правиме на повеќе години. Еве оваа година истекува, нели, нашиот долгогодишен
договор со фондот и затоа е и овој симпозиум да правиме идеи и бурнаут нели за подобар од 2027 договор, во кој што би вметнале повторно нови превентивни активности. Сега имаме колоректален карцином, испитување на тестиси дали се во ред кај децата, нели во скротовните клеси дали се. Значи има повеќе, не би ги набројала, но во секој случај тие моменти ги договараме со фондот. Најбитно е на терен да има доволен број. Вие еве со Министерство колоректален карцином, колку може да отидат, ме разбирате, капацитетот и на тие доктори, тоа не е нели нешто што е за 3 минути, па луѓето 50% бараат анестезиолог, не можат да трпат болка, нели да направите колоноскопија без мала анестезија, ме разбирате. Се е тоа поврзано. Се е тоа поврзано. Затоа велам, мора да има правилно прераспределување барем во неколку центри, да не биде се во Скопје сконцентрирано, бидејќи нели пола од народот живее во внатрешноста на Македонија. Како лекарскиот кадар се справува со зголемен број на пациенти и ограничени ресурси? Како успевате тоа да го изведете? Во бурнаут сме сите. Сите сме со покачен крвен притисок, сите имаме и самите доктори, еве мојот најблизок соработник, да речеме, и он доживеа мозочен, значи има малигнитети и кај лекарската фела и сето тоа, затоа... Од тие притисоци што ги имате секојдневно? Притисокот е многу голем, не може да имате многу пати еве до фондот молба, нели мора да се воведе некаква минимална партиципација, иначе не може да имате 91 влез од 7 до 3 часот. 91 пациент. Да. 91. 91 влез во од 7 до 3. Така. Втора смена има. Тоа во смената, не е целден. Значи, работата се одвива, вие додека ве прегледувам вас, тука звони телефон, се јавува пациент и вели исчите ми ги резултатите, пристигнати се на мој термин, и му велите ама имам во моментов не му е добро гост, ама не, јас сега можам, еве сега сакам. Сето тоа ви прави притисок, од друга страна ви влегува нели, од кај сестрата само да прашам. И покрај тоа што гледа дека има нели пациент. Од другата тропа вика ајде уште што правите, ме разбирате. Значи, така да сметам дека еден ред мора да се стави, не може секој ден да се влегува, имаме пациенти кои што буквално си оставаат денеска упут за бриз, сакам, има сега минатата недела пациентка која што еве, сакаше брисови да си провери од уста, од ништо не е, ме разбирате. Ама она нема што да прави. Ете таа превенција? И го троши времето. Или тоа не е превенција? Не може, гледате, значи, ако било така да се работи на кој што сака да прави, ние треба рационално да се однесуваме во здравствениот денар. Ако ја вас ве гледам дека не кивате, не кашлате, разговарам со вас, нема потреба да го разбирам да ве пратам на бриз ако вие долго време сте болен, имате температура, кашлате, па да бараме. Значи, ако сигурно немало да биде медицината 6 години да студирате и да читате книги од 1500 страни, за вие да дозволите некој кој што нели нема никаква едукација и денеска да вика сакам од овој нели отвор да си земам бриз, утре иде од друг отвор бара бриз. Од трет, ме разбирате? Значи, времето на еден доктор треба да го троши рационално во интерес на луѓе кои што навистина имаат проблеми. Станавме YouTube доктори сите? Има и такви, но наше е нели да си кажеме, довдека е мојот став, натака и ако се слагате. Што сакате правите понатаму ако на своја рака? По моје ова треба да го правите, натака и тоа не го одобруваме. Така да повторно ќе ви кажам, довербата е голема, огромен број на пациенти почитуваат максимално, слушаат, се советуваат, но има и пациенти со кои што нели интелектуалното ниво било како психичките се оние нели анксиозно депресивните. Значи имаме еден пациент кој што ни звони 20 пати на денот на телефонот, нели додека работиме. Тука е фокусиран на одредена тема. Затоа велам малку ни треба и фондот нас да не заштити, да можеме подолго да обстоиме, подолго да битисуваме заедно со нашите пациенти да бидеме корисни на ова друштво. Тоа сега да прашам колку сме послушни како пациенти, колку ги слушаме лекарите што ќе ни кажат во однос на терапијата, во однос на лекувањето и така натака. Па слушаат луѓето, значи си прават превентивни прегледи, крвни слики си проверуваат, тромесечни диабетичарите, можам да кажам, се многу дисциплинирани, нели редовно си одат оној тромесечен, проверуваат проверка на вид и покрај тоа што имаме проблеми, немаме очни, па повторно ќе кажам, мора да се движат. Единствено, нели, ако нема апарати, ако нема средства, тука се прави кочење
Иначе најнедисциплинирани ни се пушачите. Вие му велите, имате страшни промени на рентген на плуќа, треба да запрете, запираат тек во оној момент кога ќе им кажам имате карцином на бел дроб. Сега Тогаш е веќе стравот. Да, и тогаш во следниот момент, последниот пациент кој што имаше леукоплакија на гласните, нели, на гласилките, на гласните жици, значи 4 години мислам дека упорно на секој ден му велев гласот ти е променет, значи сметам дека веќе имаш полиповидни по бојата. Знаете како и ние сме професионално изместени. Значи кога со некој разговарате, вие гледате дали он мрда, дали гласот каков му е, тоа е веќе нели професионална деформација. И он на секој ден е грло ме боли, и јас му велам, значи молим те запри и на крај му викам не сега ќе отидеш стробоскопија да направиш да ми донесеш резултат од гласилките. И донесе предканцероза на гласни жици. Во моментот запра да пуши. Тука дојде веќе. Тоа е касно, значи уште треба да работиме на подигање на свеста, нели? Ако јас од моја си пушам, ама ме знаеш колку ми е убаво, се е во ред, но ако некој напишал и на самите цигари пишува колку се многу штетни, јас еве уште еден апел купатам до сите кои што не гледаат и слушаат, пушачите да запрат да пушат, повеќе во природа, движење, пешачење, што примиле до сега никотинска доза примиле, но ова што е химикалија, нели, навистина не треба да се внесува. Граѓаните повеќе се грижат за своето здравје или за својата кариера, за материјалните работи, што мислите? Прво сите трчаме, нели, кариера, самиот живот ви истрошува, нели, имате фамилиарни проблеми на работа, проблеми, откази добиваат луѓето, значи се борат, некои имам пациенти по 2-3 работи работат, значи работат во фабрика, потоа возат такси, па свират на свадби, се со една цел да ги изведат децата на пат, нели, да стигнат средства за да може екзистенција, зависи кој колку е платен и како е платен. Има луѓе работат и тутун садат, да речеме, да, и земјоделски работи, што да се прави? Мора. И земјоделски работи се ме радуваат два моменти вака мене ми будат убави емоции каде што еден млад брачен пар, нели, направи фарма за одгледување на овци, многу се млади, а многу се успешни, и ми се јавија уште едни од Канада дека ќе се вратат и дека во Горно Врановци ќе отвараат фарма за пилење, за така да мислам дека знаете како, младината и треба да се гледа во развојот на повисоко ниво на земјоделие, на сточарство, на се, да заживе, бидејќи мора да се грижиме здрава храна да примиме, а не негде од Бразил или не знам од каде, која што е непроверена. Така да мислам дека државата круцијално треба да поведе сметка на отварање повеќе такви, нели, фарми, кои што би правеле, да речеме, доволно производство на месо за народов, да може, мора да гледа државата домашно производство и да не зависиме што помалку, да зависиме од увоз. Има ресурси, има почва. Колку е битна храната за здравјето? Кога веќе ја спомнавме? Знаеме што јадеме? Треба државата, нели, има институции кои што треба да се грижат, компаниите. Да, Агенцијата за храна и ветеринарство секако, меѓутоа, значи... колку доаѓаат тие болести првични од самата храна, од тие химикалии што содржат? Сега како да ви кажам, еве, јас сум од Велес, Велес имаше топилница, тоа сите го знаете, за кое што ние цел град се собравме пред многу години и одлучивме дека веќе стоп. Но, полупериодот на распаѓање на кадмиумот и на оловото е 80 години во почвата. Што значи уште го има? Сакам да кажам, сите зелки, марули, лукчиња, кромитчиња, сето она кое што се произведува, сето тоа кое што ние го јадеме, тоа расте во земјата која што е загадена. Мислам, топилницата труеш и тоа сме сите јасни. Така да системски проблеми, системски решенија, многу зависи кој ќе речеме од каде е гравот, од каде е. Значи старите наши кога оделе од каде е ова произведено, нели? Дали од чиста почва, дали е чиста вода, бидејќи ние, да речеме, нашите предци оставиле реки, езера, се, ние треба да се потрудиме да го зачуваме и да го подобриме. Ако може да се наведе еден пропуст во здравствениот систем, што го чувствувате во вашата работа, што би бил тој? Пропуст, значи мора да постои мој термин да се смени. Пропуст. Значи промена која што е најнеопходна за сите пациенти, да биде прв дојден, прв услужен. Ние за тоа се изборивме за негите. И така се сега ние, например, креираме Зошто не функционира мој термин?
мој термин функционира таму каде што може да се функционира. Но бидејќи е десеткован кадарот, ние да упатуваме, знаете како беше порано. Јас вас ќе ви дадам упут за наушен. Барајте си го ушниот. А не ми барате вие каде Не, додам, јас, така? ме разбирате. Заради тоа што јас и прво мој термин не е прочистен, мора подитно да се прочисти. Не може да стоат луѓе кои што се во пензија, кои што испаднали, тоа мора секојдневно да се апдейтира. Заради тоа што во мој термин стоат луѓе кои што се испаднати, веќе не се на клиника, не се со фондот, се испаднале приватни скроз да си бидат. Значи мора да биде ден за ден. Бидејќи тоа е жива материја, докториве. Па нели имаме превработеност во администрацијата? Не знам јас, ама Така? еве може да проверите, да видите, нели влезете на било која сакате страница, ќе видите дека не може да постојат луѓе кои што се у пензија отидени со години. Значи тоа е едниот сегмент заради тоа што млад доктор ако дојде, тој не знае таму доктор Драги или било кој дека не е на интерно. Ме разбирате? Еве, вие сте прв ден на работа. Второ, значи мора да се смени начинот на упатување. Ние ќе издадеме упатот, нели, натака пациентот. Не може да биде времето да биде 7 дена итен си е итен никој не смее да врати, но заради недостаток на доктори, на било што, еве ви го упатот, па барајте си го соодветниот доктор за диабет, ортопед, уролог, ме разбирате, за да нема 100 пати враќање. Него најдов ми истече рокот, па печатиме нови упати. И ова е алармирано до надлежните. Кажано е некогаш за овој проблем. Барањето прв доден прв услужен е многу одамна. Еве вака медиумски со станоци. Ја умејли до фондот редовно упатувам, нели, што треба, како треба, кои се барања на членството, ме разбирате. Добро. Заради тоа што за да функционира мора да има, нели, да претрпу, како што нас не реформирале, ќе бидете вакви матични, Така, па такви матични. Значи институциите за таму каде што има термини е одлично и перфектно си функционира. Нели? Има Па доволно. не може па некаде да важи, некаде да не важи. Па не знам, за тоа ви велам, мора да го промениме начинот. Јас сваќам дека и тие специјалисти не можат 200 да примат. Јасно. Ако сте вие еден и само еднаш идете во Велес, 200 души ќе ве чекаат. Затоа велам прераспределба на кадарот, секој дневно да има уролог, секој ден да има невролог, психијатар мора да има секој ден и да не ги редам сите стручности. Колку е тешко да бидете мотивирана, гледам дека сте мотивиран доктор, да бидете посветен во работата на ваков недостаток на ресурси, па и на кадар, од друга страна и притисок на пациенти. Значи мора да работите, друго нема. И мора да се трудиме на такви средби, затоа сега ќе има симпозиум во Струга, 17, 18 и 19 април, каде ги поканувам колегите доктори, да дојдеме сите заедно, поканете се директор на фонд, председателот на овој кој што е представникот на Светска здравствена кај нас, бивши директори се поканети, министер нормално за здравство, од мој термин го поканивме. Ова е прв симпозиум на приватни лекари, така? Да. И што ќе биде целта, што ќе биде темата на Како до подобро здравје е темата. Како до подобро здравје? Да, здравје кога мислиме, значи и здравство, и здравствен систем, задоволни работници, задоволни пациенти, како да направиме подобри договори, да останат докторите, да ги стимулираме младите, дали треба реформи во здравствениот систем, дали треба повеќе пари во здравството за да ни се купи опрема. Има овде каравенки со многу непознати, ние имаме многу идеи и предлози, поканите се врвните луѓе, поканата е Маја Парнаџиева која што од претходните директори најмногу нешто сме промениле со незе. Значи централната база на пациенти, координатори по градови, комуницирање, директор, редовни средби, значи со кои што сме имале огромен број на средби, огромен број на реформи, сме направиле со такви луѓе конструктивни. Ќе дојде Бранко Аџигогов, Сашо Клековски е поканет, ви кажа Фикрет, од мој термин Нели Жаклина, независно, значи директор, заменик, министер, мора да дојдат. Кога ќе го подигнеме здравството на повисоко ниво и на кој начин според вас, еве да го заокружиме овој разговор? Тоа се работи кои што секојдневно треба да се разговара, треба да има теми, треба да има фокус. И колку реформи му требаат? Па требаат реформи. Требаат реформи, мора да се стави, да се види, значи дали
пациенти на ПЗУ ни е стратешко барање. Заради тоа што тука ќе добијат сигурност оние кои што се сопственици на амбуланти, кои што решиле тука, кои што плаќаат данок редовно, се грижат за пациентите и мора државата да ни обезбеди да се смени тој член. Не може пациент вика бира нели матичен доктор. Дано честата промена на младите матични доктори, ние се наместо со наука се бавиме со префрлање на пациенти. Тоа ни е стратешко уште од 2010 година и ни еден министер не ни го прифаќа, а само отвараат нели закони, закон за здравствена заштита и некои членчиња ќе се сменат шминки, но барање на 1500 доктори, вие знаете кога го направивме ние протестот револтирани од 5 години од Филипче, Беким Сали, човекот не беше крив, но ние него најголемиот протест му го направивме за да работиме и стварно работеше после тоа човекот. И променивме нешта, и покачивме бод. Ме разбирате? Има единство кај вас, кај докторите? Па за бизнис кога се работи барањата се професионални, ме разбирате. Може да има здруженија секакви, семејни, ние сме најстарото здружение. Значи од самиот почеток 92 бевме 10 души и го оформивме, мојот татко беше адвокат и ни го направи статутот. Од тогаш сме станале, сме били 1800, нели бројката се намалува, варира, заради тоа што нели руралните места се гасат, а јас сметам дека треба напротив да ги задржиме и да ги оживееме тие места. Уште неколку минути имаме, сакам околу трибината за правата на пациентите да не заборавам. Што се случуваше на таа трибина и во однос на правата на пациентите ме интересира? Да, значи тоа е трибина како составена од неграѓански, председател на таа комисија при општина Велес, ние реномирана судика, пензионерка, која што се уште нели со научни трудови се бави, која што е врвен судија, така да јас како човек кој што е со фелата докторите нели комуницирам, советник сум исто и при ВМРО ДПМН од при општина Велес, а Далиборка исто која што е со Сдруженијето за церебрална парализа, Диме Велев е председател на Сдруженијето за дијабетичари, така да Караѓозова исто така на Велешкиот огранок за дијабетичари, имаме икономама од онколошките болни, значи се трудевме да биде многу квалитетна комисија, сериозно сакаме да работиме, планираме понатака да го викнеме и заменик министерот ни од истиот град. Одржавме трибина пред разна популација вчера, повторно дискутиравме за рано детектирање, секој ако забележи било какви промени на дојка, на дебело црево, на простата, нели сега морам пократко сето тоа да го кажам. Дискутиравме за младата популација, повеќе нели добрне на спортот и да се тргне од оваа електроника која штетно и влие. Така да комисијата е ентузијастичка и во иднина планираме да направиме таргет, нели работни средби со децата со посебни потреби, со дијабетичарите. Тука ќе има канцеларија во општина Велес, во склоп на општината, ќе има дел од општината кој што ќе ги прима поплаките на, замислите некој да е на болување па го избркале и такви работи. Затоа имаме судија, затоа имаме нели некој кој што работи секојдневно, издава болувања, имаме лица со посебни потреби. Така да мислам дека групацијата нели на членките на таа комисија е многу квалитетна и очекувам нели да ги движиме нештата на подобро. Доктор, јас ви благодарам за вашето гостување. Уште еднаш да имате убав светски ден на здравието. Ете, да не чувате, да не лечите и повторно да ве викнам тука да разговараме на убави теми. Почитувани, ќе направиме тука една кратка пауза, па продолжуваме со емисијата.